Нова можност за твое представување пред македонската публика во дресот на Рајникар. Што се очекува утре од надпреварот против Вардар и што може Рајникар да понуди ново на овој надпревар? Па за мене едно ново искуство. Прв пат ќе играм пред домашна публика со друг клуб, со странски. Тоа со Металург пак ќе кажеме македонска екипа и се игра во македонско првенство, но сега прв пат доаѓам на свој терен, можам да кажам, со странска екипа. Оваа година Рајникар Левен има и поголеми амбиции од прошлата, сака да направи еден поголем успех во Лига на шампионите. Прошлата година не се квалификува во тоа четвртфинале каде загуби од Кил во осмина финалето. Оваа година ќе ни биде да се качиме едно скалило погоре и зошто не и да одиме во тој Final Four, пошто амбициите ни се зголемија покрај домашното првенство Бундеслигата, сега и во Лига шампионите сакаме да бидеме на едно високо ниво. Вардар е европски првак. Оваа екипа, овие екипи две се познаваат добро, веќе 3 години заедно играат во групната фаза. Сите играчи го знаат овај терен дека е пеколен, дека има една многу јака публика и ќе биде утре еден многу тежок надпревар. Ние сме во еден ритам каде што овај месец постојано сме на некои патувања. Немаме доволно одмор, но тоа не треба да биде за оправдување, него треба да излеземе на терен и ако сакаме да победиме, треба да бидеме 150 внатре во теренот. После повеќе од 2 месеци Рајникар загуби. Имаше пораз од Фленсбург на почеток на септември и синоќа против Мелзунген како гост. Каде беше она, дали се штедеа можеби силите за Вардар или? Па точно така, ние после поразот од Фленсбург до сега немавме ни еден пораз, имавме 3 нерешени надпревари, тоа во Лигата на шампиони, но во Бундеслигата ни беше секој надпревар победа. Вчера беше еден многу лош надпревар, посебно во напад, каде што имавме многу грешки, многу избрзани шутови. Не можам да кажам дека ние се штедевме на вчерашниот надпревар, поради тоа што сепак ќе кажам овој клуб перспектива му е Бундеслигата. Но тоа е што беше. Вчера изгубивме, за 2 дена ни следи нов надпревар. Денеска ќе треба да се спремиме максимално за утрешниот надпревар, за тоа што не очекуваш со Вардар и да одиме максимално на тој надпревар. На последните надпревари, особено во Лигата на шампионите, добиваш голема минутажа во одбрана. Како си задоволен од она, како верува тренерот во тебе и од она што го добиваш за игра во годинава? Па, повеќе сум задоволен од прошлата година, но така и беше тој договор прошлата година да бидам тука само за да се вклопам во таа екипа, да добивам многу мала минутажа, но оваа година и вие гледате дека добивам поголем дел минутажа, но повеќе во одбраната и искрено да ви кажам, сум задоволен поради тоа што овој тренер пред се сака да има доверба во одбрана, па потоа да те пушти во напад. И сум среќен што до сега сите шанси што ми ги даде во одбраната ги имам оправдано, можам да кажам. И тренерот задоволен, јас сум задоволен и се надевам дека тоа ќе продолжи понатака.